Господине министре, ова е ваше слободно толкување. Јас ве прашав, многу експлицитно, врз основа на кој документ, врз основа на кој закон, дали врз основа на устав, врз основа на устав, да, во делот на државјанството, каде што сте упатиле известување како да постапат. Во делот на државјанството, јас говорам во графата народен. Народен. Тоа е личен податок, кој што никој нема право да го коригира врз основа на сопствено толкување. Ова не стои во Преспанскиот договор. Ако имате правни советници во Министерството за образование и наука, ве молам, консултирајте се. Не сте вие тој кој што треба да менува лични податоци на деца родени во Република Македонија. И ќе ве молам, немојте да правите споредба со држава која што веќе не постои и држава која што била трансформирана. Сите деца, јас, например, како родител, доколку некој на моето дете му го промени податокот дека е родено во Република Македонија, секако дека ќе поднесам представка. Како што поднеле и овие родители, кои што велат дека неспорен е фактот што со амандманите на Уставот, сите цела јавно знае што се направи и како се дојде до Северна Македонија, неспорен е вели фактот, но податокот за местото на раѓање на ученикот се црпи од изводот на родените, кој што се издава врз основа на податоци од матична книга на родените, во која што промени се вршат само со соодветна со закон предвидена постапка, истиот никој не може да го менува како што сакал некој директор или министер со едно известување до наставниците. Имате време да им се обратите повторно на сите наставници во сите училишта, бидејќи има училишта кои што наставници кои што си пишале Република Македонија, и тоа е точно, и тоа е исправно, и така треба да биде. Имате време како министер одговорен да им пишете известување да ги вратат сите свидетелства во кои што пишува Република Северна Македонија и да го коригирате овој податок. Немојте да фалсификувате нешто и не знам од што се срамите. Република Македонија беше до пред да се направи дивоградбата Република Северна Македонија.